Ponovo si noćas mila, lagala da nisi bila s njim. Ja to osjetim. Ponovo su usne tvoje trhtale ko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Нема, јас го не ја зафркнам. Овој ме одма од рефренот, не го враќам ова, па што сака нека е. I još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oko sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oko sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Еве ти норачи. Мораше да ја зафркнам работата. Шубо си почна. Се дешава на добрите, не се запиш си свириме, си оди работата и јас акордо го љупнав. Ама зато сме лабаво тука, бе. Лабаво. Зато сме лабаво. Кај си, бе, Звер? Омар, човече. Омар, ми звучиш како име од некој филм од негде. Да, од турски филм некој. Турски некој? Шо? Еве, добре, растрчани на вам. се договараме, никако се погодиме и сега во пикот на сезоната те начекам слободен. Искрено многу ми е мило, зашто јас стварно, нели, поиша пати се слушнавме за да снимиме, ама врски знаеш како и ти имаш врски, знаеш како е, сите имаме обврски. Фала Богу. И искрено мило ми е што конечно најдо време е да издвојам да дојдам да снимам. Браво. Пошто цело време си наваму натаму, едно време беше цело време Белград Скопје, Белград Скопје. Тоа беше сега период. свирка Скопје, свирка. Да. Тоа беше фактички тој период кога се договаравме, тоа шапла бев за, нели, Белград Скопје, буквално секоја недела. И заради тоа не кев да ти ветувам ништо, ама еве, се заврши грант. Конечно, да. Се ослободи ја колку толку. Сега жештини ме прават проблема, ајде, не е толку страшно. Нема гајле тици. Скопје е такво, брат. Јас се сеќам, затоа тоа беше една од причините што се вратив во Битола. Пошто Битола барем навечер се диши, знаеш, Скопје има деној кај што и навечер исто како дење. Да. Стегнат воздухот, притушен, знаеш, хаос. Кажи ми, брат, и ти идиш од шоу како што идам и јас од на времето, само што твоето е малце по-бурно, да речам, по-динамично шоу, кај што мораш да одиш да патуваш и така натаму. Дај, објасни му на луѓето каков е процесот, дали е тежок, што ви се дешава, како одат снимањата, нешто. Кажи ми нешто повеќе за приказното, ти мене ме интересира, не само гледачите, јас не сум во тек. Па гледај, сега, доста интересен процес. Тоа, го знаеш тоа. Да. Такмичењата се интересна ствар. Така е. Само што знае на момент да биде напорно. Сега реално сите сме луѓе, разбираш, и не ти е секогаш нека си кажеш леле, знаеш ко. Да одмора малце во живота, ама од друга страна па ќе размислам, ти сам се одлучил да се пријавиш, така да не можеш да се жалиш или слично. Многу нормално дека поголемиот дел од времето ти се позитивни работи. Например, јас лично, ова што го кажав, не се вклучувам јас сам себе си во тоа, заради тоа што јас стварно такмичењето го доживеав како некое многу убаво искуство и никогаш не ми било тешко да
да одам и се тоа. Добро, може патот ме има изморувано, ама Патот е напорен. таму кога си е друга прича, скоро си не е. Енергијата си носи. Да, друштво, мислам, ние немаше никаква омраза, што реално е доста чудно. Зашто реално во такмичењата има многу суета и љубомора и такви се некои работи. Кај нас цело такмичење помина во некоја дружба, во некоја значи склопки, значи стварно како фамилија. Но многу клише звучи, знам дека милион пати сите го имаат слушнато ова, ама стварно многу убаво си го поминавме тој период кроз такмичењето, проби имавме со мене Ѓорѓе ми беше ментор. Најмногу работи од сите. Нема врска што ми е ментор, го тргам тоа скрос на страна, како буквално како да не ми е ментор, најмногу работи од сите, цело време не викаше на проби заради нас. Човекот си има своји обврски и сигурно не го прави тоа само за он да има занимација, он е јавна личност која што има по цели ден овие обврски, он го прави тоа за ние да бидеме најдобри кога излеземе таму. И стварно мислам дека се виде тоа, или ако сега на пример после ова што нели го кажа в моментот дека секад сме биле спремни, некој да земе да анализира, ќе види дека кандидатите кај Ѓорѓе што сме, секад сме биле најспремни на сцена, и аутфит, и пеење, буквално се сменето со фрази, со додавање украси, со се, значи Ѓорѓе го поздравувам најмногу моментално. Во процесот комплетно. Комплетно, значи човекот, значи доаѓал и да расправи. Значи ја не можам да лажам. Ја и Ѓорѓе најмногу се расправавме. Јас сум таков некој темперамент сум јас, кај што знам многу лесно да се изнервирам и така, некои работи многу како да кажам, многу ми влијаат некои работи и знам многу лесно да се изнервирам, а тоа на Ѓорѓе не му се свига, и Ѓорѓе е таков темперамент, некој кој што не кјути, кажува дека мора така нешто да биде и во некои ситуации така не се сложувавме толку многу, што на крај испадна дека тоа не е дека ние нешто не е дека е лош аспект, него заради наше добро он тоа го прави, разбираш? Тоа е, нема самиот темперамент и самата љубов кон работата си носи некогаш до такви моменти, ама тоа е нормално. Не, тоа е секде нормално. Ѓорѓе е стварно лик и пол, значи таква легенда еднаш се раѓа, заради тоа што искрено ти кажам, он многу се постави со нас како да сме буквално другари. Што реално мислам дека тоа треба да го има за неква тимска работа. Нема врска што он или е постар од нас и јавна личност и долги години, низ години има кариера и се тоа. Јас мислам дека за најдобро функционирање треба некој да се постави на таков начин со тебе, за да има функционирање. Он работеше и со други кандидати од други тимови, што реално покажува каков човек е и колку само се трудеше за сите да бидат добри. Не му беше него најбитни му бевме ние, ама секогаш беше тука да даде совети, кажа слободно, тие што сте заинтересирани може да дојдете на проба кај нас, можам да ви помогнам ако за нешто. Многу браво. Звер човек. Какво фалење, мудри човече. Не, ова е само вистина. Сега. Да, Ѓорѓе, Џоле, да знаеш, мораш да частиш за ова. Ама не, искрено да ти кажам, ова не е фалење. Ова е само вистината ја кажам. Разбираш, не го кажам зашто он сака да го зашто некој сака да го слушне ова или слично. Ја кажам само како што е. Брат, нормално е, се гледа дека искрено, дека не е договорено да го кажеш, свеѓаш, пошто деш има луѓе што стварно ги интересира и стварно сакат да се вложат во приказната и така треба да биде на крајот на денот, пошто сите што се негде стигнати некогаш биле на почеток и некој требало да му дај нив простор и да му поможи нив да го направат првиот чекор или вториот или стотиот, не е битно. Така што мислам дека тоа е баш супер што се поставил така како човек и баш ме радва што има такви луѓе, ти кажам, ти претежно стегнати се музичарите, општо уметниците кога треба да дадат нешто од нив, малце се така да кажам, да не кажам, да се замарам, да не се замарам, нешто. Па општо јавниве личности, брат, да ти кажам искрено, повеќето се така
Да, јасно. Тоа што го кажа ти. Затоа правиме муавет. Пладни не се резервирани, браво. Така. Не се нешто многу заинтересирани да ти помогнат или нешто да се потрудат околу тебе. Ама, боже мој, ја сметам дека го избрав најдобриот ментор од сите таму, што најмногу се вложува и мислам... Значи, акоиш пак би го одбрал. Па искрено да ти кажам, после тоа што ми се случи на Грант, Не знам дали. моментално не размислувам на повторно пријавување. Сега ќе ти кажам зошто. Заради тоа што колку и да звучи препотентно ова што ќе го кажам сега, знам дека сигурно ќе го сватат луѓето како ја нешто дека се правам паметен или дека многу темек нафуран или слично, ама јас тоа финале бев сигурен 101% дека ќе го доживеам. Заради тоа што јас не седев дома и не се размислував јас во финале ќе одам, него јас умирав за да ги постигнувам тие резултати што ги постигнував на сцена и од прв круг до 11 фактички му доаѓа тоа 8 на финале. Јас никогаш помалце од 6 гласови не сум добила, 6 гласови се максимални за тие што не знаат. И реално мислам дека и ти и секој друг човек да е во таква ситуација каде што од круг во круг добива 6 гласови и проаѓа директно, мислам дека секој нормален човек би го очекувал тоа финале. Зашто ти фактички си викаш у себе, чекај, јас тоа што го правам е добро. Така е. И јас чим ги добивам сите 6 гласови, значи сум на добар пат и треба да стигнам таму каде што заслужувам. И реално да збориме, никој не го гледа од народот моментот колку ние се вложуваме, разбираш? Така. Затоа ако ќе ти каже некој, нека не ти биде тешко, не може да не ти биде тешко заради тоа што знаеш ни што си поминал за да стигнеш до тука и знаеш каде ти е местото и не може да не ти е криво. Сега добро, боже мој, да сме живи и здрави, работите се случуваат, неправди се случуваат, тоа ќе го кажам, неправди зашто реално малце лош начин ме неправди, брат. Ја мани ме неправди се. Само сакам да кажам дека јас испаднав пред финалето на Идолов, вечерта пред да биди финалето, тоест предходната онакво. А јасно ни беше на сите колку е сатот тогаш, али да сме здрави и живи, пошто се дешават неправди, трзалица да си ја земам. Шубаво влегов на сум биде. Дали може од Амолта? Сакам BMW Alpina, ја немам ни за дрина, мамо спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како Лина, мамо спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Што? Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, но немам. Неправда, тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. О, барам, но немам. Да не манавме многу високо, море човек. Некако високо ми дојде. Па високо, да. Таква е песната. Ако беше, си знаеме, да си можеме. Да си вози. Сашаве. Божи, не стигнаве ентон таму, ама не е страшно. Не судиме тука, лабаво. Да, лабави сме тука. Неправда се дешават, брат, неправди се дешават многу, него да ги оставиме неправдите, да е нешто повесело со сезона на свадби, на такви работи, периодов, лето. Значи, јас не знам што се дешава, брат, ова година има деној кај што сум на по 3 свадби во ден во различна држава. Сите се, значи, пример се дешава Албанија, Македонија и Бугарија. Или Србија, Македонија, Грција или некако, разбираш. Не знам,
екси, и то не мислам гостин сум канен, не за свирење веќе ич да не правиме муабет за пеење за такви работи. Макар што кога си музичар, сакал некел ти кој пееш, особено ќе те земат од столче, елавате, ајде една песна, нема бегање. Не поминува таква сват. Ти сега си почна бенд, че си имаш, така? Колку Да, што видов? јас имам бенд, Сигма бенд. Сигма, да. Сигма, Јако Гама, име. Делта. Да. Сигма бенд, ги поздравувам многу во овој Сигма бенд. Поздрав до моите браќа, до мојата екипа Да, нака. кога ја зголемиме овде просторијата, ќе собериме вака да Следно со нив правиме, да. Многу талентирани момци, многу музички образовани се сите, желни за работа, значи немам еден лош збор да ти кажам за нив. Стварно многу добро се вклопивме, да не урочам само. Чека се. Да. Да се мрдна. Да не урочам, многу добра екипа, верувај ми дека се глупо може ова што ќе го кажам, ама бендовите во глобала не функционираат така како што изгледа. Има караници, има несложувања, има такви работи, да. Ние се вклопивме толку добро, што искрено ти кажам, функционираме многу добро, за се кажуваме искрено како што треба да бидат работите, има разбирање, што е најбитна работа, и има желба за работа. Разбираш, зашто јас сум, нели ти кажав и преска, јас сум почнат пред многу кратко. Сум влезен во тој свет, во тој музички свет да настапувам секој викенд буквално, разбираш? И да сум во бенд, и искрено да ти кажам, ете, ние 5 месеци сме екипа, и ни оди супер, си навлегов во народното, што никогаш не го очекував, ама многу сум задоволен. Знаеш како, мене ми е интересно ми е после јас да ми речи некој дека некоја свадби ќе би свирел или нешто, би рекол не бе кој, ама како идат годините некако си влечи нашето, етното да речам. Сега да те прашам, пошто тоа е да си со бенд е многу тешка. Не е тешка работата ако има разбирање, ама во суштина кога се поќе луѓе, поќе карактери, терсене е малце да најдиш луѓе. Чим сте си се погодиле, значи дека е супер работа. Сега ме интересира, претходно правеше свирки без бенд? Па, искрено да ти кажам, не знам тоа дали да го рачунам воопшто како правење свирки, пошто ја мислам дека со сајзери, со аранжер фактички, едно 10-15 свирки дали сум имал направено. Така да, добре, јас така си гледам работите, ја некад заборавам дека сум многу млад. Јас теку. Години имаш ве стварно? Ја пред 2 недели наполнив 23. Да. Не сме многу разлика, 10 години прилика. Да. Бог, имам 23 години, козелка бев, како онакво бев, дете кој се видам на сликите, дете скроз во фацата. Па не, иначе обично не веруваат, пошто заради брадата, ама да избричам да видиш како ќе изгледам на 9-то оделение. И некад заборавам, тоа ти викам, некад заборавам дека сум многу млад, дека си викам полека ќе дојдат работите, се ќе биде еве. Се деси бендов, значи ние го направивме бендот, тоа сакам да го кажам, значи ние почнавме од нула. Многу е битно заради тоа што јас не влегов во бенд кој што веќе развиен или слично. Да, они се музичари кои што се терале со свирки и се тоа многу искусни, имаат познанства, на нас тоа ни беше многу битно. Познанствата ти се најбитни на крајот на денот, ама сакам да кажам дека ние сите заеднички почнавме од нула да го градиме тој бенд. Ново име беше, разбираш, скоро ново име ние го почнавме и се тоа, и заради тоа ми е многу драго секој нов успех што ние ми е се поише драго, зашто ние сме го створиле сами. Разбираш? Тоа е многу, исто е многу битно тоа, брати. И дај Боже да ви тера работата, гледам дека си задоволен од приказната искрено, и дај Боже да продолжите да сте луѓе сите, оти бендоите. Значи, најмногу се растурат од глупи ситници, некои од егоа, без потребни од такви глупости. Ако ги немате тие ствари, ако сте луѓе, ако сте од почеток во приказната, ако сите си ја бркат работата, ќе ви оди работата за мерак и дај Боже да ви оди. Оти пример, исто и тоа е многу онакво во бендови. Треба сите да се вложат во приказната максимално, пошто мислам дека некој ќе прави поќе работи од некој друг, то секогаш ќе стои
ама не да биде некој све прави, некој ништо не прави, на пример, пошто многу честа приказна е тоа во бендо и така што дај Боже да ви оди работата и претпоставувам дека веќе фул ви е сезоната со свадби со Па ние искрено гледај да ти кажам наискрено вака како на почеток кога ќе влезеш во бенд не очекуваш ти дека ќе имаш нешто премногу свирки, премногу свадби и такви работи, ама пак ти кажувам, значи луѓето препознаваат, слушаат, не се глуви, знаат да препознаат талент и слично и ние почнавме да работиме искрено ја од јануари месец. Со нив работам буквално секој викенд. Браво. И почна и за свадби да набарат од една свадба на друга ќе те слуша, нека ќе каже брат. Разбираш? Сима бен многу беа добри, Омар, значи како да ти кажам, поделени познанства имаме, значи луѓе мене ме знаат од Звезда Гранда, ми имаат гледано, нив ги знаат од што свиреле на претходни места, или не гледаат нас заради тоа што знаеш и сам дека маркетингот е многу битна ствар. Спонзор, такви работи ќе стаиш, ќе видат луѓето. Гледам дека видеа има да нешто дека си подснимваат. Да, ставаме цело време, мора активност. Иначе кој ќе те вика, разбираш? Ако сам не се испромовираш, не можеш ти да очекуваш дека ќе седиш дома и дека луѓето тебе ќе ти се јавуваат. Не се свесни луѓето дека нашата работа, 90% од работата, мораш да ја направиш ти унапред. Значи мораш да вложиш во приказната. Оти на пример порано Битола, на пример, имаше едно место што се вика Ленски мост и таму се собирале музичарите кои сакал некој свадба да прави, одел на Ленски мост да бара музика. Сваѓаш, оди таму биле сите. Ќе видиш слободен е, тој не е слободен, слободен е, тој не е слободен. Јако. Сега Ленски мост е Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и така натаму. Да. Значи мораш да си активен, мораш да си таму и на крајот на денот кога ќе те викнат задоволен муштерија е најдобрата реклама од било кој бизнис да речеме. Значи ако те викнат и ако се презадоволни луѓето, после тоа рачунај дека ќе бидеш препорачан сегде. Така што претпоставувам дека сте имале неколку добри настапчиња и после тоа залепила работата бајки. Па искрено да ти кажам, како што си е за свадби, така си и за дискотеки. Не знам, карикирам. На свадба ќе те видат, на една свадба ќе те видат, ќе те предложат на друга и така почнува се. Во една дискотека ќе те видат, на друга други ќе почнат да те викаат, така почнува се и почнуваш на сите полиња. Ние одма сакам да кажам, зашто знаеш, јас сум забавњак ку душа. Не сум народњак, иако ја сакам народната музика, ние си работиме се. Јас си бев со тој став уште кога почнувавме со нив, кога влагавме, им реков дечки да знаете, се е супер, само да знаете дека јас сакам да градам кариера. Јас не сакам само да не знам да тераме ние свадби или такви работи, но сакам да имаме и клубови, и кафичи, и кафани, и ресторани, и свадби и се. Не сакам да се ограничувам, разбираш? Пошто би ми било многу криво да се свртам скроз кон свадбите, а и би ми било многу криво да останам само кај забавното, разбираш? Се. Така е. Нека има се. Абе нека има музика, така, нека има музика, нека има љубов таму, нека се радва народот. Тоа е најбитниот дел. Ние понекогаш забораваме, особено како забавњаци да речем, забораваме дека уствари како музичар треба си подкован, не подкован, него треба да ти е мерак да ја сакаш секоја музика, секој се не мора да го слушаш дома, ама да имаш одредена почит кон нешто. Пример, јас не слушам турбо фолк. Ама суморно јутро. Знаеш, не дека знам цела песна, ама негде ко засмеа и многу пати се случвало, пример, да се собериме негде, пример, ќе викнат другарија, кафана, она, да дојдиш. И ќе одиш ти, те гледат луѓето, ти во кафана? Да. Отиве да не смеам јас во кафана, да сваѓаш. Мислам, и ќе седниш и ќе те натерат нешто ово, она, и ќе земиш микрофон, ќе испееш нешто што никој не го очекува од тебе, дремат збунети сите, шо се де. Да. Абе, нормално е, значи мора да имаш почит кон секоја музика и да сакаш да направиш нешто плюс. Не мора да слушаш та музика дома, ама да имаш љубов и да пристапваш со љубов кон процесот, кон музиката. Многу е така скроз, буквално се слагам со тебе. Зашто јас уште добивам коментари такви. Луѓе што немаат дојдено да ме слушнат дека пеам народни, им кажам некоја песна, ме гледа вака, кај ти? Да, од кај слезе ова, да? Песна. Искрено да ти кажам, јас сметам дека
секој пеач треба, сега зборам за кај нас, не можам за Америка да кажам, они не го Така е, не така е. слушаат Шемса Шабаншавлич и Така е. тие. Ти кажам дека на Балканов секој пеач треба да знае од секој жанр да испее Дефинитивно, песна. барем по нешто. Да, Барем по нешто. значи треба да знаеш се да пееш, треба да преферираш да пееш се, заради тоа што ако вистински ја сакаш музиката, разбираш? Пошто јас сум почнал, јас сум слушал амерички рап, и трап, и амерички, нема врска, сум го слушал и Джастин Бибер, и не знам, Бруно Марс, и Кели Кларкстон, и сите буквално најаки пеачи во Америка, сум пеел македонско-српско и ден денес знам да слушам англиски песни, значи Така треба да биде, брат. така треба така да биде, треба да биде. разбираш? Ја, например, народно не. Народно дома да седнам да пуштам не ми се десило. Сега не знам, ја Шемса многу ја сакам, например, многу ги сакам песните, ама да ги пеам, да ги слушам, дека нешто ќе, ајде да се релаксирам и да пуштам 7000 снова. Значи тоа, разбираш, нема ми се, не ми се има десено, едноставно не знам, така, не ме релаксира таа музика, мене ме релаксира така балади. Не е ни за релаксирање, брат. Таа е за да земиш За кршење. пијачката и само кога ги Крвава. почни само рацете вака да ги крениш и тоа е. Да, крвава. Па не знам, не знам, мерак ми е да ги пеам тие песни, ама ти викам дома да седнам, да ме онака што да пуштам, ќе пуштам народно нешто. Мене не ми прави задоволство онака да не уживам. Ја ќе пуштам Моцарт, нешто клавир, нека свири мозокот да го одморам малце. Видиш, тоа е, јас на пример имам класичен соло пејач сум по диплома, да речем. Дипломиран соло пејач, класична музика и цел живот ја учам таа класиката. Не знам, значи дома имав колекции некои цедиња, појма немам што нема фотона. Ако еднаш имам пуштено класична музика, слушам дома, еве ја. Не знам дали е за пофалба или не е. Ако цел живот ја учам, ја пеам, ја свирам, сум ја компонирал и така натаму, ама никогаш во животот, освен на факултет кој сум одел или во средно, дома немам седнато да пуштам, да слушам нешто, не ме натерало едноставно. Па ја мислам дека тоа е поише зашо па ако си ти цел живот во тоа, и ако цел време тоа го така е, правиш, да. и реално Така е. дека сега ја да сум рокер и сега дека јас ќе дојдам дома и дека ќе сакам, например, после свирка од 2 сати ми зуи во ушите, ја да земам да дома одам чека пуштам нешто рок да грми. Ја баш мислам дека тоа што ние го пееме, ние не го слушаме. Да. Разбираш? Мање више, Да, разбираш, пошто ја пеам забавно, а слушам рап. Сега ти види, разбираш? Да, така е. Разбираш, Јас песните што ги слушам, немам да ги пеам на свирка, а пример, тоа ми се дешава често, пример, песни што ги милион пати сум ги пеел, нема ќе го заборам на моментот текстот на свирка да терам песната, милион пати имам испеано. И ќе ми штракни негде, ќе ми исклучи мозокот, да ме натераш на моментот нешто од Еминем, цело ќе ти го манам без грешка. Без грешка. Значи, Така. Да промашам збор во приказна. Да, жими се, тоа е така. Ама тоа. Стварно е така, стварно е така. Дека рече некој рок нешто, мани нешто рокерско нешто наше вака. Лагала нас мала. Лагала? Лагала нас. Не да не лагала, бе, брат, тие малите колку лажат. Лажат. Така беше некако. Така некако беше, ќе погодиме. Еј, ко си са ти? Откуд с тобом моја девојка? Така некако беше. Хеј, а кој си ти? И откуд на тебе знае? Види, спрема се дом. Словиću te ako si s njom. Така некако беше. Neće izgledat taj film kad ti opet promijeni. Lagala nas malo, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas malo, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i danas laže da sam bio prvi.
играла е игру, тој е у крви. Требаше горе додам јас. Ајде. Така некако беше, не знам како беа гласови. Да, така иначе. Лагала Расма прешла колу дале, играла е игру, sa njom nema šale, još i danas laže da sam bio prvi, igrala je igru, to ju je u krvi. Опа, веќе погодиме па ти. Ако не првиот пат, вториот, тука сме, не е проблем. Да. Звер, фала ти многу што ми дојде на гости. Фала ти на тебе за поканата многу. Некако многу брзо ми помина ова, толку време се договараме и сега за ниедно време заврши емисијата, ама толку ни е времето, мораме да привршиме, пошто имало и други луѓе во телевизија, јас мислев само јас. Не знам оди така. Фала ти многу, брат, многу ми е мило што уопште си влегол во приказната со надпревари и со чуда и знам дека неправдите се малце терсене работа, ама јас, например, кога ми се деси неправда мене, неправда, нема врска, неправда ќе речиме, бев па среќен многу, пошто веќе беше тргната приказната. Оти претходно јас цел живот планирав да го правам тоа, и кога ме пријавиле таму на Идолот, кога ми се јавија дека сум пријавен кога ојдов на аудиција, бев онака како, ајде не знам дали ќе поминам првата аудиција, пошто ојдов на мајтап. И како одеше работата се поќе понатаму, се поќе ми беше кеф, пошто веќе народот те знае, значи веќе тргнала приказната, се убаво е да победиш, не викаме не. Да. Нормално дека заслужуваш да бидиш таму негде, ама на крајот на дено, со самото тоа што веќе тргна приказната, што веќе почнуваш сонот да си го градиш, на некој начин си победник, така што... Да, па не, само тоа ќе го додавам брзински, тоа сакав да го кажам и преска. Мене таа неправда многу ми донесе. Наискрено ми донесе многу, што ми е многу драго. Што го викаш ти, стварно тргнат во приказната, моите луѓе, македонците, мене ми е најбитно што мене ме дознаа и многу добив. Ја гледам од аспект на народот како реагира на мене. Луѓето знаеш, реагираат на тоа и ме препознаваат мене дека тоа што го правам. Разбираш, што ми е најбитно. Тоа сакав да кажам. Некаде неправдите може да ти донесат добро. Можда и почесто може да ти донесат добро, поти некогаш луѓето не ти ја гледат вредноста, дур не ти ја видат неправдата, ме сваќаш. Тоа е многу убав момент. Не знам кој ми го кажа ова, ми вика јас мислам дека ти доби поголема реклама него ли да ќе добиеш у финале ако стигнеш. И многу ми е мило, брат, да си продолжиш да си возиш со музичето, да си терате со бендот. Се надевам дека ти беше лабаво денес. Лабаво ме беше и сакам да кажам дека ќе излагаат нови проекти за многу брзо. Да си кажам излагаат нови проекти и со бендот, ама и соло. Јас сакам да се терам и да направам и своји песни, ама исто така и со бендот да работиме на песни, така да очекувајте многу проекти. Работиме, маратонот сега почнува, после такмичење. Да се живеете норачи. Тоа е убав муавет. Значи, маратон трчаме, не сме за на кратки стази во приказна. Чим имаш нови проекти, брат, сега телефончето го имаш, студиото, знаеш кај, кога има нешто, јави се, дојди си тука, ги си седниме, ги си направиме, ги си испромовираме, за мерак да си види. Така е. Фала ти. Фала ти, брат, многу за поканата, многу ми е мило што бев дел од емисијава денеска и многу убаво си поминав. Фала ти, брат. Да, фала ви вас што ни посветивте вака едно внимание. Се надевам дека ви го лабајвме попладнето. Се надеваме дека ќе ви го лабајме и следното неделно попладне во 18 часот, како и секоја недела во 18 часот. Бидете на оваа програма, останете на програмата и после нас, пошто кој што рековме имало и други некои емисии на телевизијата. И се гледаме наредна недела. Поздрав и убав ден. Чао.